Одлуката на владата за замрзнување на цените на основните прехранбени артикли не е доволна за граѓаните да ги спаси од сиромаштија. Тие сметаат дека кризата има многу поголема тежина отколку смалувањето на цените за неколку денари. Многу е и цените и струја и ово за колите. Тоа е секоја вечер неподносливо. Сега вземе 15 кг месо, пензијата ми 15 кг месо. Значи дека качат да вземам 3 кг месо, па како ќе биде така? Прво таа маржа дојде кога се формираат цените нагоре. Тоа е тоа. И сега што користи сега таа маржа? Маржа ќе вреди кој ќе се додат на тие пониски цени што беа пред тоа покачување. Кризата, која има глобални размери и се чувствува од Америка до Европа, доаѓа поради цените на енергенсите и на храната, за која министерот Крешник Бектеши вчера изјави дека на светските берзи има позитивен тренд. Многу е добра информацијата дека веќе и во берзите се намалуваат цените на пченица, на сончоклет и на други суровини и земјоделски производи кои се користат за да се произведуваат финални производи и очекуваме да има намалување на овие производи кои се во одлуката. Колку и кога ова влијание на пазарните цени кај нас е неизвестно, но опозицијата секојдневно ја критикува власта и бара конкретни решенија. Недоволни и несоодветни се владините мерки за да се спаси економијата и граѓанскиот стандард. Оваа власт е заинтересирана само за себе и повеќе и се важни јавните набавки, отколку негативните економски случувања. Велат од ВМРО ДПМНЕ. Паралелно за ново и најголемо досега загрозување на животниот стандард, предупредува и синдикатот кој веќе известно е дека на 22 јуни ќе организира генерален штрајк. За нив приоритет е вработените да ги добијат бараните 2806 денари. Претходно на 18-ти, опозицијата подготвува голем протест како почеток во обидите власта да ја принуди на предвремени парламентарни избори. Од друга страна, од владата имаат поинаков став и според нив мерките веќе даваат резултати. Одлуката на владата за замрзнување на маржата на одредени производи со цел ограничување на растот на цените веднаш даде резултат. Цените на основните производи се намалени од 5 до 10%. Корекција на цените се прави од денес, а ќе продолжи во престојните денови. Најголемо намалување се очекува кај маслото за јадење и до 10%, понатаму кај тестенините, како и на сите останати основни производи опфатени во владината одлука. Велат од владата.